Се наоѓаме во местноста викана Крстечка Борило, на околу 18 километри оддалеченост од Прилеп, на околу 1000 метри надморска височина. До ова место се стигнува единствено доколку имате теренско возило и може да погледнете што се има околу мене. Пределот е претворен во вистинско ѓубриште. Дури има и вакви отпадни материјали. Кога некој се одлучил да помине 18 километри од Прилеп и овој предел во шума да го претвори во вистинско ѓубриште, може да замислите каква е околината на самиот град. Без казни Македонија не може да се исчисти од сиот овој отпад. Едноставно не помагаат нити едукации, нити ништо. Ние немаме едноставно култура на живење. Ние се претворивме во општо ѓубриште, ние се претворивме во нешто, во луѓе кои што не си ја сакаат државата. Над 27 локации регистрирани како диви депонии во Прилеп, со години истиот проблем. Ѓубре буквално на секој чекор. Целата околина на градот е максимално загадена. Комбинација на крајно несовесни граѓани од една страна, а од друга институции и инспектори кои воопшто не излегуваат на терен и немаат пишано ниту една казна досега за овие злодела против животната средина. Отпад истураат каде ќе стигнат и физички и правни лица. Сите ги гледаат кои се, но никој не презема ништо. Слободна е депонијата во Алинци, кога сакаат, еве не мора ние да појдеме да го подигнеме. Зошто би го носел овде, истите километри се да влези во депонијата Алинци? Бесплатно е во депонијата Алинци? Бесплатно е во депонијата Алинци, милион пати имаме кажано, милион пати е поставено на ФБ страницата, на веб страницата, преку медиуми и така натаму, дека слободно можат сиот отпад кој што не може да се подигне со редовната линија, да се однесе таму. Ја посетивме најголемата дива депонија веднаш до касарната Мирче Ацев на патот за Вештачкото езеро. Од прилепски комуналец велат дека годишно за чистење на дивите депонии се трошат просечно по околу 4 милиони денари. Пари кои што наместо за ова може да се употребат за други проекти. Во Македонија треба да се организира една огромна акција, граѓанска, институционална, било каква, ние да си ја исчистиме еднаш за секогаш Македонија. Меѓутоа, веднаш потоа да следуваат и казни, и тоа ригорозни казни. Но колку и да чистат, за неколку недели повторно истите места се враќаат во депонии. Се одлага буквално се, па и огромни количини на градежен шут, и тоа од градежни компании кои што никој не ги казнува. Ке видите дека на горниот дел ние имаме толку градежен шут кои што го носат фирми. Градежните компании. Значи и со нив е искомуницирано дека можат да го носат на депонијата Алинци. Меѓутоа ние некако во Прилеп како да немаме разбирачка дека ние овде живееме, дека утре и твоето и моето дете ова не може да оди до бескрај. Значи за ваквиве проблеми во Македонија, не само Прилеп, цела Македонија се претвора во едно големо ѓубриште. Според прилепски комуналец, инспекторите од за нив нејасни причини не казнувале воопшто и затоа во Прилеп владее ваков хаос со отпадот, кој што го има на сите страни. Може би треба да се зголеми таму бројот на вработени, на инспектори, на комунални редари. Но еве јас кога би била комунален редар, денеска како обврска ќе ми биде јас да си седнам на онај ред горе. Така? И денеска секако ќе дојде овде некој. И јас ќе го казнам него. И тоа не е проблем. Меѓутоа, истиот тој ќе каже на Дарко, на Лиљана, на другиот дека бев исфрли, види колкава казна ми изе. Самото тоа пренесување од лице во лице ние што велиме, ќе си создаде една кампања во градот дека инспекторатот казнува. Од инспекторатот во општина Прилеп признаваат дека досега немаат пишано ниту една казна за нелегално депонирање на отпад. Се правдаат дека немале ниту кадар, ниту доволно возила, а отпадот се депонирал надвор од работното време. Велат дека полицијата пред се требало да и казнува сторителите, затоа што нив не сакале ниту да им се легитимираат. Од полицијата пак топката ја враќаат назад кај инспекторатот и велат дека тоа не е нивна работа.
Од Министерството за животна средина пак велат дека треба да има поголема соработка на сите институции, пред се на општинските власти и инспекторите, кои што треба повеќе да казнуваат. Имено ние како Министерство за животна средина и просторно планирање навистина не сме можност сами да се справиме со овој проблем. И затоа јас на неколку пати претходно во изјави повикувам на поголема соработка на локалните самоуправи, заради тоа што локалните самоуправи се тие кои што се најмногу во контакт со граѓаните. Навистина казната е непопуларна мерка, меѓутоа е мерка која што не поучува или не подучува. И кога станува збор не само еве сега за депонии и за други теми од областа на животната средина, мора да има соработка и со Државниот инспекторат за животна средина, меѓутоа и со локалните инспектори кои што мора да излегуваат на терен и да дадат придонес во борбата која што треба да биде заедничка на сите нас. Од Прилепски комуналец сметаат дека изградбата на регионалната депонија во Новаци ќе ги намали дивите депонии, бидејќи тогаш колку што ќе се носи отпад таму, толку и ќе плати општината, и тогаш можеби инспекторите ќе излезат на терен да казнуваат. Не може овај отпад тогаш ќе дојде не да го плати граѓанинот, да го плати јавното предпријатие. Јавното предпријатие кога ќе снема пари, од кого ќе бара? Од граѓаните од ќе се покачат сметките. Да, или ќе се покачат сметките, тогаш ќе дојде дека сметката треба да ја платат општината. Најверојатно тогаш самата институција, самите институции задолжени за тој дел можеби би работеле повеќе. На ист став се и од Министерството за животна средина, кои што велат дека со регионалните центри за управување со отпад не само што ќе се намалат дивите депонии, туку ќе се затворат и така наречените сегашни легални депонии во голем број градови. Така да, од 18 општини кои што ќе носат отпад во регионалниот центар во Новаци, ќе останат само 3 претоварни центри. Овој регионален центар за управување со отпад покрај изградбата на таа депонија во Новаци предвидува изградба на 3 претоварни станици во 3 општини. Сега зборуваме за нашиот регион, ќе има претоварна станица Прилеп, Дебар и Охрид, и каде што во најголем дел ќе се врши селекцијата всушност на отпадот. Она што треба да го знаеме сите и граѓаните, заради тоа што овој проект е еден проект од државен интерес и сметам дека кога станува збор за овој проект не треба да постои политика. Заради тоа што овој проект започнал во 2019 година, а кредитот е земел во 2023 година, односно подпишан е 2023 година, и сега ние почнуваме да работиме на него со едно интензивно темпо. Не смее да постои политика, бидејќи само на овој начин може ние да ја заштитиме животната средина, односно да го намалиме загадувањето. Во овие претоварни станици кои што ви ги споменав, ќе се врши главната селекција на отпад и всушност во депонијата во Новаци ќе оди само 20 до 30% на отпад кој што ќе преостане, а другиот селектиран отпад ќе се преработува токму тука во претоварните станици. Според заменик министерката Лашковска, овој капитален проект е од национален интерес и не треба тука да се меша политика. Протестите и оспорувањата за истиот ги смета за непотребни. Одговорно тврдиме дека само 20 до 30% ќе оди од отпадот таму. Претходно е направена студија на која што се работело години и утврдено дека треба да биде депонијата во тој некој стар коп од јаглен кој што повеќе не се користи во рек Битола. Земјиштето е девастирано, не може да се направи буквално никаква штета, а и со тој вид на отпад кој што ќе се носи таму нема да се направи никаква штета. Не само Прилеп, туку и цела Македонија се гуши буквално во отпад. Потребна е итна стратегија за овој проблем, како и итно разбудување на свеста кај граѓаните, дека ако ние самите не си помогнеме, друг нема да дојди и да ни исчисти по дома.